Стојан Стојковски, председател на Сдруженијето Еко-пчиња, што е и организатор на овој саем за заштита на автохтони сорти везенка. Втора година поред, како ви се чини? Втора година поред, изненадени сме од посетеноста, искрено. Не се надевавме на толку луѓе, гледам дека место во ни е мало, за до година ќе мора да бараме поголем простор. Дали мештаните оваа година се повклучени во организацијата и во учество на тезгите? Да, морам да кажам, првата година беа малку скептични, кога видоа колку луѓе дојдоа, колку народ се собра. Оваа година веќе пола од излагачите ми се мештани. Имате ли за цел ова да го претворите во традиција понатаму? Нашата цел е овој саем да прерасне во традиционален. А дали може да ни кажете од автохтоните сорти што производи имате и какви свежи производи има да колку има? Од автохтоните сорти имаме и свежи производи, преработени производи. Може да се најде патлиџан, може да се најде зелка, пиперкин или везенка, така и се вика. Саемот имаме сокови од крушка, јамовка, раки, сорти, стари сорти. Кажете ни жените од село Пчиња како се вклучија на овој настан? Тоа е многу интересна приказна. Се 5 жени од село Пчиња заедно со тимот на Let's Spread Love, комунитарна организација, направија иницијатива да направат зимници своји кои ги продаваат и сите пари ќе се искористат за таму кај што се најпотребни, кај најновите семејства. Која е разликата во однос на претходната година? Што е новината оваа година? Па новината е тоа што може да се порача семе оваа година и да се порача, се извинувам, расад да се порача, што ќе си го насадат по домовите. Едина обврска е да ни донесат семе за да можеме ние наредната година да продолжиме да даваме на други луѓе. И плюс имаме оваа година хуманитарен карактер. Значи, саемот од хуманитарен карактер. Имаме тезги, тим од везенка, се што ќе продаде ќе иде во хуманитарни цели.